Во студиото на Ексклузив традиционално навикнати сте да бидам јас, меѓутоа овој пат не сум сама. Со мене е еден од најмаркантните ТВ, меѓутоа и радио ликови кои што се појавиле во изминативе десетина години во овој медиумски простор. На моја огромна чест и задоволство денеска во нашето студио Петар Ѓошев. Здраво, Кристина, фала ти за супер најавата дека во последниве 10 години сум се појавил на телевизија. Малку сум постар од тоа. Кога последен пат си дал вака едно телевизиско интервју? Не се сеќавам, сигурно повеќе од 5-6 години. Така, како е да се вратиш сега во просторот каде што некогаш ти почнуваше како ТВ водител? Знаеш што, ти инсистираше да ние ова го снимаме некаде надвор, а мојата желба беше да се најдеме овде, заради тоа што во истата зграда во која што сте вие се правеше пред многу години, ја мислам дека има повеќе од сигурно околу 20 томато продукција, во која што јас тогаш работев и овде се случува некои од најсрекните и највозбудливите и најстресните моменти од мојата телевизиска кариера. Сега видов и многу мои стари колеги и луѓе со кои што сум работел, повеќето од нас сме веќе со побелени бради и коси ако ги имавме. И од надвор изгледа како лимена кутија, ама за мене е многу емотивен простор и ми се допаѓа да бидам овде и ми врати многу убави спомени. Се чувствува емоцијата во твојот глас. Колку ти недостасуваат медиумите? Па имам моменти кога се чувствувам дека сакам нешто да кажам кое што јавноста треба да го чуе, ама направив многу свесна одлука дека е тоа доволно. Знаеш, мојата генерација на луѓе со кои што се бавевме со ова, ние бевме као Джастин Тимберлейк и Бритни Спирс кои што пораснаа во Мики Маус шоу, затоа што јас се појавив на радио кога имав 10, се појавив на телевизија кога имав 14, ние растевме во очите на јавноста и веќе некаде околу 30 чувствував дека се што имав да кажам некако барем во тој момент беше кажано и направив одлука, донесов одлука да се бавам со друг тип на медиуми, од traditional media се помести во digital и на тоа сум фокусиран изминативе 5 години. Ми недостасува како не, ова е супер, не знам колку ти време имаш, ама имам јас доволно време бидејќи сад време да истераме разговор. Една емисија, еден разговор. Ке зборувам и за она денеска што го правиш, а меѓутоа ќе евоцирам малку повеќе спомени. Како беше во тоа време да си популарен, да ги имаш едни од најгледаните формати и на телевизија и на радио? Кој беше клучот на твојот успех? Јас сум секогаш многу посветен на тоа што го правам и кај мене има правило или го работам со најголема посветеност или не го работам. Тоа и сега функционира. Исто така сакам да си ја завршувам домашната работа. Тоа значи дека ако имам соговорник за разговор или треба да зборувам за некоја тема на радио која што не ја знам, тоа значи дека јас ќе седам дома и ќе истражувам. И сметам дека тоа е мојот начин. Сигурно постојат и други. И со тек на време мислам дека само публиката почна да го препознава тоа, дека ако јас се вклучам во некаков проект или дискутирам на некоја тема, дека јас веќе имам некакво предзнаење со кое што сум се подготвил да говорам јавно. И сметав дека секој мој јавен настап има одговорност која што ја должам на гледач или слушател да бидам подготвен за темата и да не им го трошам времето. И тоа од секогаш бил мојот начин на подготовка за работа, кој што за среќа во оваа ситуација мислам дека публиката го препознаваше и сум многу благодарен на тоа. Ние ги поставивме од оваа куќа кај што сте вие првите некои формати на дневно шоу кое што имаше хипер продукција во смисла на секојдневно работење, терен. Во Шема и Ред Хот беа првите дневни телевизиски магазини. Тоа значи дека ја бев на телевизија секој ден. Дека ги следевме сите настани. Тоа беше прв таков формат кој што се појави. После исто со радио, ја бев на радио секој ден. Ти си сега дел од патронатот. Ова е името на емисијата, на мојата радио емисија Петар за појадок и пауза. Ти си сега дел од Петар за појадок и пауза. Тоа е дневен радио формат од 3 сати. За ти да можеш да не им трошиш време на слушателите 3 сати дневно, ти треба да се подготвиш за тоа. Токму така.
Да, така отприлика изгледаш, ако тоа ти дава некаков одговор. Тоа е мојот начин, не знам дали е единствениот, сигурно постојат и други како да се... Функционираше твојот начин и мислам дека треба да се земе еден пример како посветено се работи за медиуми и во медиуми. Фала Ја ти. спомнавме Петар за поедок и пауза, нешто што ти го создаде и го остави за себе, го остави во наследство за идните Како Блаже генерации. Коневски се чувствам, што Си оставил има нешто. основно училиште Петар за поедок и пауза. Токму така. Колку сега слушаш Петар за поедок и пауза? Многу ретко, затоа што многу работам и баш во тој период од денот тоа се некако динамичните сати кога сум на состаноци, но слушам што се случува и почесто зборувам со Маја. Сум во тек со настаните, но за жал не можам да ве слушам секој ден. Од она ера на Петар за поедок и пауза, тогаш исто така бевте ултра популарни, за радио шоу не беше толку својствено да повлече толку многу публика. Што ќе го одвоиш како хайлайт во твојата радиска кариера? Може би некој интервју, некој соговорник? Еве пред малку го сретнавме Денис, кој што порано беше дел од тимот на Авалон продукција. Со нив имавме и со него во оваа ситуација многу добра соработка. Јас имав можност да сретнам и да разговарам со некои стварно светски музичари од типот на Диана Крал, 50 Cent, ZZ Top, он ти кажа пред малку дека не можевме се откачиме од разговорот. Sugar Babes, тоа беа стварно големи музички имиња кои што тие ги носеа во Македонија на концерт, а Петар за поедок и пауза ја имаше ексклузивната можност да направи интервју ексклузивно за македонски медиум. И тоа ми значеше многу, затоа што тоа само беше уште една потврда дека брендот кој што го направивме е просто има секој кој што доаѓа од страна и значи нешто на глобална сцена, во Македонија се промовираше преку таа емисија. И тоа беше големо задоволство. Кој е можеби најтешкиот соговорник кој што си го имал? Имавме различни ситуации, знам дека со Максим од Prodigy имавме онака еден разговор на малку повисок тон. Да, разговор на понизок, па мислам дека он не беше баш во некоја не беше баш при свест, не беше баш трезен и моите комплицирани прашања кои што не беа од типот како си помина вчера на концерт не го воодушевија. Морам да ти признам дека моје интервју со кој што еве сега се сетив на кој што јас бев многу воодушевен, Макси Джез од Fateless, кој што е толку едуциран, продуховен, длабок човек со кој што можеш да разговараш на секоја тема. Тоа беа искуства кои што не беа секојдневни и за кои што јас многу се радувам дека ми се случија во кариерата. Сега од една таква кариера решаваш да се повлечеш од медиумите и што прави денеска Петар и каде е? Живеам во Амстердам, во Холандија веќе 5 години. Работам за една холандска компанија, тоа е перформанс маркетинг мрежа, компанија. Таму имам позиција на подпредседател за маркетинг и комуникации. Ги водам тимовите во Амстердам, во US и во Банкок. Тоа е една глобална компанија со клиенти во преку 100 земји. Кога ги завршив моите мастер студии за медиуми и комуникации, знаев дека после traditional media сакам да работам digital и тоа беше една од причините зашто се преселив во Амстердам, затоа што тоа е хаб на digital startups, на онлайн компании кои што се бават со било каков тип на онлайн бизнес. И заедно со Германија, Холандија има најголема концентрација на вакви компании и така стигнав до таму. Колку се пронајде во новите медиуми?
Има многу оверлап, има доста работи кои што преку продукција, затоа што ја не работев само извршување на медиуми, јас секогаш бев вклучен некако во продукцијската страна на емисиите кои што ги работев, но и на медиумите во кои што бев вклучен. Например, за сите телевизиски емисии, знаеш како е овде, не е секогаш, окей, ти работиш само ова. Само водител и таму завршува секогаш си вклучен во продукција, во планирање, во пишување сценарио, во креативно осмислување, во стратегија за како ќе се одвиваат работите во следните неколку месеци, во лобирање да добиеш некој гостин ексклузивно. И тоа те прави да бидеш one stop personal или go-to person за многу нешта и многу работи кои што ја ги научив за traditional media и оно што го знаев и го работев претходно од аспект на маркетинг од страна на агенции, беше апликативно, би рекол. Ја сакам ептен работата која што ја работам. Она што ми се допаѓа многу од аспект на маркетинг е затоа што диджитал маркетинг е секогаш многу померлив, импактот на секоја кампања или се она што го правиш е многу едноставно мерлив, целиот тој процес, целиот тој journey на секој конзумер можеш да го пратиш, да го оптимизираш во одредени чекори. Работа со традиционални медиуми, особено од аспект на адвертајзинг и маркетинг е секогаш малку покомплициран кога се работи за мерење на импакт кој што твојот производ или реклама го има врз публиката. Диджитал е во таа смисла поедноставен. Очигледно дека уживаш во работата што работиш денеска и за сам крај нема да те прашам дали ќе се вратиш во Скопје, меѓутоа ќе те прашам доколку би се вратил тука, дали би им се вратил на медиумите? Па не би сакал да ја исклучам таа можност, затоа што, знаеш, ја почнав да работам на радио кога имав само 10 години и сметам дека тоа е една магија која што просто ти останува под кожата и никогаш нема да ја изгубиш. Тоа е љубов, претпоставувам, која што мене ќе ми тлее до крајот на животот. Сега за сега немам никакви планови да се вратам, но верувам дека доколку не верувам во случајности, но верувам дека доколку некои нешта се спојат и дојдат заедно и ако има некој супер проект и понуда за која што и јас би сакал да бидам вклучен, тогаш зошто да не? Да немаш нешто на ум. Ке зборуваме по завршувањето на ова интервју. Сега ти благодарам за одвоеното време и ти благодарам што дојде во студиото на Ексклузив. Фала ти, Кристина, ептен ми беше мило и фала ти што ми дозволи да се видам со многу драги луѓе кои што не сум ги видел повеќе од 10 години. Ти благодарам.